Зборуваме за генерацијата Z, Gen Z, како што ние знаеме да ги кажеме, меѓутоа една од најнесватените генерации, барем така стои во официјалните написи и од експертите, меѓутоа и од самите ние како современици на предходници на оваа генерација. Како му доаѓа, они се после нас, мислам дека ние сме миленијалци, па генерацијата Z доаѓа после нас. Ние за нас кажаа дека сме ние најмладоликата генерација и изгледаме помладо од генерација Z, што нас многу ни годи и навистина ми е драго. Ани? Да, ова е тема на која што истражуваат и нашите денешни гости. Велам добро утро за професор доктор Ана Фрицкант и професор доктор Иван Анастасовски. Добре дојдовте во емисијата. Добро утро, ви благодариме на поканата. Добро утро, само ако може пред да почнеме со дебатата, ја едно извинување и за вас и за јавноста. Сега ја дознав информацијата, Ани, сакам да ти честитам роден ден. Благодарам многу. Официјално се извинуваме што не дојдовме со поклон, оти касно ја добивме информацијата и сакам овде јавно сега да ти честитаме. Битно дојдовте, ние тоа зборувавме, значи ако сега Ани ја правеше забавата, ќе немаше гости бидејќи малце касно. Ние ќе видиме гости. Стигнавте и тоа значи дека одлично функционира системот Безбеден град. Како иксери. Ние сме сега како иксери, така, тука сме како иксери. Ви благодариме многу што се наши гости. Нагласо, за да навлеземе во оваа тема, дали оваа генерација го менува светот? Професор, ќе започнеме со вас. Со мене? Дали го менува светот? Јас сум убеден дека секоја нова генерација треба да го менува светот. Сега, дали е ова најбитната генерација? Ако мене ме прашате, да. И затоа ние, еве и со колешката Ана и со тимот со кој што работевме, следевме некои европски трендови, бидејќи видовме дека Европска унија редовно преку сопствени фондови, меѓутоа преку некои како се викаат овие куќи што се консултантски, прават истражувања кои ги насочуваат исклучиво во моментот на таа Z генерација, од нивна претпоставка дека таа Z генерација во моментот е најпотребната генерација и на пазарот на трудот, и за други активности, и токму тука е некоја пресретница во делот на тоа дека тие се едни од главните носители на тој нов дигитален свет. Ние сме иксери дигитално неписмени, ајде така да па се и ние. да се наречам, јута од нив де факто од таа Z генерацијата почнува таа дигитална писмено, сега да не зборим натака кои се бета, алфа, каде што дигиталниот свет ќе биде сосема нешто реално. И затоа фокусот и таргетот оди на таа генерација која треба да направи апсолутно комплетен рестарт на системот кој ние сме го граделе, кој ние го познаваме, кој најверојатно, она што ќе каже Маск во последното свој интервју дека 26-та дефинитивно роботот ќе го крајот на 26-та. Пазите какви предвидувања ќе го замени човекот. Нас иксерите или бејби блумерите или тивката генерација, таа веќе де факто ќе се замени. Борбата ќе биде помеѓу новите генерации кои доаѓаат, кои директно се вклучени во тој нов дигитален свет и роботиката. Сега, од другата страна, работодавците ја сакаат оваа генерација. Што сака генерација Z од работните места? Со оглед на тоа дека имаме сега малку едни нови односи, каде што тие не трпат никакви токсични атмосфера, колеги, значи најмала пречка во нивниот работен однос може да придонесе да дадат отказ. Јас за себе мислам дека сум прогресивец. Така. И ги пратам трендови. Меѓутоа кога ќе огледам синот мој како родител конкретно, не му го разберам работното место. Ние сме научени да станеме са бајли 6,5 часот, да се избричиме, да се средиме, да седнеме у кола, музика, кафето и да тргнеме на работно место. Нивната перцепција, нивната функција е сосема поинака. Нивното работно место му е од дома. И се тоа е тој генерацијски гап. Ние се прашуваме дали е тоа исправно, дали он ќе има некој социјален живот, дали тие деца ќе имат некој социјален живот, дали тоа им е сега најбитно, или него му е битно да го испорача резултатот кој му го бара работодавецот без оглед во тој глобален свет каде вие се наоѓате. И затоа ќе имаме сериозни разлики за да ги надминеме со новите работни места кои се навистина чудни за генерациите како што сме ние, ајде да кажеме, и затоа ние тука решивме да навлеземе во таа генерација и да го фатиме тој процеп и да ја дадеме нешто на државата. Да свати, не да правите стратегија за млади, не е само да седите да напишете некој документ, туку да ја фатите суштината на таа генерација која надоаѓа.
Така. Да, да го меѓутоа, прилагодите. за жалки имаме со оваа генерација намалена физичка активност, професор. Па да, видете, ова е генерација, ако ги земете сега кога во која таа временска рамка се родени, каде припаѓа 97 до 2012, значи дека ви имате повеќе возрастни групи тука, значи најмалите се некои 13 годишни, а највозрастните во таа генерација се околу 29, од прилика ви требало да биде. Така што прво гледано како возрастни групи имаат различни приоритети, различни развојни задачи, различни цели во животот, меѓутоа припаѓаат во една, уште и ајџин ги нарекуваат, генерација која е првата, или кохорта можеме да кажеме, првата во светот која е родена во еден интернет свет, еден дигитален свет, значи не познава свет без интернет, така отприлика во литературата ги опишуваат. И сега тоа постојано присуство, да речам, на социјалните мрежи, со мобилните телефони во рака, го менува и целиот стил на живење и на однесување, затоа што стануваме се повеќе седентарни. Тоа не е многу ново, да речеме, дека сега ни се случува во последните неколку години. Тој седентарен животен стил, како навлегле мобилните телефони и како ви се веќе сите информации достапни на еден клик. Вие практично не морате веќе ни во библиотека да одите како ние кога студиравме. И ако ја немаш книгата, не можеш да ја прочиташ, едноставно мораш да се придвижиш до некаде. Сега ви е се на еден клик достапно. И онлайн нарачки, и се до дома, до врата ви носат, и работата, ова што го кажа Иван. Вештачка интелигенција. Цело време сме пред тие компјутери со мобилните во рака и тоа, да, во голема мера го засега целиот животен стил од аспект на физичката активност. Значи, тука, освен ако не се ставите себе си, сами се isprogramирате дека мора да бидам физички активен во текот на денот или толку и толку пати во текот на неделата, многу лесно може да тој аспект се стави на страна, се заборави на еден начин, кажано, и некако останеме во комфортната зона да не мораме многу да се напрегаме физички, затоа што се ние тоа тука достапно можеме да го решиме, не мораме ни на работа да одиме, што велиш да запалиме автомобил, едноставно работата ти е на компјутерот дома, да, и тоа го сетивме за време на пандемијата кога и наставата беше онлайн и кога се навистина тоа сериозно поставува да беше припрема за нешто што следува. Прашање, нели, како сега да се менаџира таквиот животен стил, да не биде толку многу седентарен, затоа што тоа повлекува други негативни ефекти по физичкото здравје. Ако немаме добро физичко здравје, тоа е таа спрега. Не можеме да имаме ни добро ментално здравје и обратно. Значи, тие се некако многу тесно поврзани меѓу себе. А кои се останатите предизвици за оваа генерација? И на почетокот реков, најнесватената генерација, веројатно тука се работи на судир на тие ери, на генерации, гапот за кој зборувам. Генерацијски јазови, видите, од секогаш постоеле. Тоа не е ништо ново. И ако ги прашаме нашите баби и дедовци што мислат за нашите родители, ќе кажат дека таа генерација кога биле млади, нели, тоа секогаш го има. Да, но она што е сега, зашто е тој јас можеби толку поголем, е она што Иван го спомена веќе. Ние не сме пораснале со телефони во рака, не сме пораснале на начин и не сме се социализирале на начин на кој што се социализираат и растат денешните генерации. Тоа кај генерацијата Алфа уште повеќе ќе се види, тоа тие се од 2013 до 25-та. Значи, тие веројатно ова е првата генерација која го... И од тука сега таа толкова голема разлика и во целиот процес на социализирање, начинот на комуницирање. Ако ги видиме, генерација Z имаат и некој свој специфичен сленг, начин на кој што зборуваат, зборови што никој не ги разбираме, тие се разбираат меѓу себе и тоа ќе продолжи и понатаму. Значи, од тој аспект оди потешко да го премостиме тоа јас во смисла да се разбереме со нив, затоа што нашите потреби, приоритети, гледање на начин на живот и како тоа, да речеме, дружење би требало да изгледа и колку долго би требало да бидеме на тие телефони, и нивната перцепција е тука многу различна. Од друга страна,
предизвиците им се и во насока на, видете, зашто ви го кажав тој возрастен распон. Тие возрастни периоди се сами по себе многу предизвикувачки од аспект на развојот и тие ги нарекуваме млади луѓе кои што се во еден период на појавување на возрастност од 18 до 29 години. Тој период сам по себе носи предизвици настрана овој дигитален свет. Значи неизвестноста во смисла по завршување на студиите, ако студираат, каде ќе се вработат, па колку тоа работно место ќе биде стабилно. Ја нема таа стабилност што ја познаваат нашите родители. Еднаш ќе се вработиш и до пензија си на тоа работно место. Тоа денес веќе го нема, тоа не важи воопшто. Понатаму го формираат идентитетот. Соочени се со многу можности, ама од една страна тоа е добро, нели да имате многу отворени можности, но од друга страна тоа некој знае да ве плаши. Дали ќе го изберам најдоброто? Да не сгрешам, што ако сгрешам, ќе можам ли после тоа да ја поправам таа грешка, да направам подобар избор. И чувството дека се наоѓаат помеѓу, значи ниту се адолесценти, ниту се уште возрастни. Се уште како изгубени. За да бидете возрастен треба да заработувате, сте финансиски независни, значи да имате веќе работно место, да сте реализирани и професионално и приватно. И тоа е нешто што е разбирливо, што е карактеристика на возрастниот период без оглед во каков свет растеме, дигитален или не дигитален. Меѓутоа, кога ќе го додадете сето она што интернет сферата и начинот, она што ви го реков, на социализација во денешен контекст, значи тоа додава уште повеќе на нели во смисла на тие предизвици со кои тие сакале не келе мора да се соочат. Да, професор, споменавте и вие дигитален идентитет. Значи дека овие генерации имаат така наречен дигитален идентитет? Дали тоа значи дека се подалеку сега од образованието и науката, за жал, и нема доволно физичка активност? Ова е ваша тема, се разбира. Тоа сакав да ја дополнам професорката Ана. Кога говорим, ние сме пишували за национален идентитет, не знам оваков, социјален идентитет, не знам онаква припадност. Меѓутоа, новата генерација, како беше не нашата што е Таргет Z, туку најновата, како ја реков, Алфа. Алфите, да. Алфите, според мене, ја предвидувам дека тоа тие ќе имат само дигитален идентитет. Дали ќе видат како се викава на Apple групацијата или на iOS или ќе видат на Android. Тие буквално само со тоа ќе се идентификуваат. Тие ќе нема да познават некој друг, ниту ќе ги интересира некој поинаков идентитет. Оти тие со тоа што вика професорката се родени и само тоа го знаат. И јас сега, ова кога го говориме, јас стално прво кај себе пробувам да се борам со тие традиционалните вредности кои ја ги застапувам, а во исто време сакам и да бидам и прогресивен, да го разберам и јазикот, и начинот, и стилот на живење на тие генерации кои надоаѓаат, без кои ние не можеме, каде што светот ќе се менува за нивните потреби, не за нашите. И во тој сум се обидувал како родител да ги однесам кај мене во кабинет да видат Panasonic телефон. И ме прашува ќерката, таа е баш таа Z генерација, што ти е ова? Телефон. Па како сте функционирале? Да. Како сте работеле со ова? И sad не знам како да го објаснам. Тој е многу еклатантен гап како да објаснам како ние сме живееле со губење време да добиеме линија, па да завртиме, па да причекаме. Тие што вика професорката кликаат и добиваат се. Другата причина која ме почнува да ме наведува дека треба да размислуваме и како општество во таа насока, вика дел од младите постуваат зошто постои, не знам, ПИОМ институт, почнуваат да се сомневаат зошто постојат институции, зошто идеме на шалтери, зошто одиме од канцеларија до канцеларија, зошто го губат времето. Не, од друга страна дека тие времето можеби ќе го користат многу продуктивно, многу прогресивно, многу квалитетно, но не сакаат да го губат времето таа нова дигитална генерација нова. Вика зашто не кликнам ја едно копче да го земам документот. И се доаѓаме до прашањето дека они не сакат ни социјални врски да прават помеѓу себе, туку они сакат да се потпрат исклучително на тој дигитален свет и затоа викаме се дигитална и недигитална писменост. Дали јас сум дигитален, колку и да сум писмен традиционално, испаѓа дека ја дигитално сум неписмен. Тоа значи дека ги забораваат вистинските вредности? Апсолутно. Или креираат ги стават по страна. Не им се тие приоритетни, им се овие вредности тука. Пред се таа Z генерација ќе верува на ова, отколку на моето или на вашето или на и не прават компромиси, не прават воопшто компромиси. Ако ја идам традиционално да возам, дека посеќавање, они ќе ми кажат децата чек, зашто идеш овде кога ова вика тука. Секогаш предност кај нив
ќе биде дигиталното. Сето ова друго традиционално ниту ги интересира, ниту го знаат, ниту сакат да слушнат за него. И тука настануваат проблемите. И сега говориме, многу е битно како барем да ги натераме да го сменат начинот на живот. Седентарниот живот, во најголем дел, нив им е седентарен и им е ваков. Така. Тоа им е основата. Е сега од тој живот барем да ги натераме да се вклучат во физичката активност, исклучиво ради нивната психофизичка состојба, не само физичката. Психичката, каде сме тука? Бидејќи имам чувство дека изгубија малку контрола. Основата на физичката активност е психички, ментално да ве размрда, да ве промени. Еве имавме информација дека во Малезија веќе е отворен дом, како му доаѓа тоа, како за пензионери, меѓутоа за Gen Z, за да се одморат од се што ги мачи нив. Ама гледате, работните места се за таа генерација се позиционираат така да собствениците на компаниите кои ги вработуваат им даваат услови многу отворени. Што сакате? Јадите сега во моментот, одморите, немаат како ние идеме у канцеларија. Трапезари, сега идете од трапезарија, правите сега кафе, правите овоше, играте пинг-понг, секи им направат за да нивниот мозок стално е во функција да биде во корелација со дигиталниот свет. И тоа се тие прилагодувања. Дали ние како општество се можеме сето тоа да го пратиме? Дали сме спремни да го пратиме? Меѓутоа во секој случај ние треба да се прилагодиме на нив, не тие на нас. Ние мораме да се прилагодуваме. Така. Генерациите X како беби блумери и тивката генерација тие 20-30 ако се уште живи. Да, ова е навистина голема тема на која што би требало да разговараме во некоја наредна емисија. Времето е толку. Сите ни го направи, ни го одзеде времето. Меѓутоа се разбира, ве очекуваме повторно затоа што вие заедно двајцата и со тим верувам на други професори работите на едно големо истражување. Да споредиме ете така да се направи една голема споредба и да ни бидете повторно гости. Да, обавезно ви Има ли разлика, само уште ова сакам да кажам, кратко. Има ли разлика меѓу нивната генерација зет и нашата? Не знаеме, тоа сакаме да го. Значи уште немате. Тоа е истражување. Со професорката. Професорката е родена на овие подрачје, Балкан, другата колешка е од таму. Ги испраќаме двете деца на 700 километри, са таму 700 километри како кај нас 30 километри. Вика ја плачам, таа се радува. Тоа се разликите. Демек детето оди во друга некоја сфера, во друга димензија и американката е радосна за тоа, на 17 годишно дете, а вика ја тагувам. И се да видиме кои се тие, мораме тоа да го дознаеме. И така ќе градиме политика национална, да кажеме, за тие генерации, за промените во системот. Кога станува збор за вакви експерти како вас, се разбира времето е кусо, ве покануваме повторно да не бидете гости кога ќе заврши комплетното истражување на оваа тема. Да, благодариме.